Како што кажа Алекс, јас сум Александра, по потекло од Неготино и долгогодишен жител на Скопје. Онлайн едукациите почнав да ги следам од неодамна и морам да кажам дека темите што се разработуваат овде ги сметам за доста корисни и информативни. Од секогаш сум се фокусирала на хуманите луѓе и се трудам и јас да го следам тој начин на несебично помагање. Ви благодарам што ми дававте шанса денес да го дадам во ведниот збор во оваа работилница. Следно може да преминеме на техничките информации, кои што ќе ги видиме во следниот слайд. Најпрво, значи, доколку имаме проблеми со линкот, ќе биде објавен нов линк во групата на Facebook ПХВ Недела театар. Работилницата од овој момент се снима, па доколку ви е непријатно, не ја вклучувајте камерата. Работилницата јавно ќе биде објавена на YouTube каналот на ЦК ПХВ, така што сниманите работилници се објавуваат на редниот ден, односно ќе може да ги погледнете во петок во 12 часот. Никој друг освен техничкото лице, во овој случај Мухамед, нема право да ја снима работилницата. Бидете на мјут кога не зборувате, за да не се создава фонија и предавањето да тече во нормален ред. Кренете рака доколку сакате да прашате нешто или слободно пишувајте во чат. Не користете лажни имиња за учество, бидејќи за присуство на 10 работилници ќе добиете сертификат и ве молам на пристојно однесување, бидејќи во спротивно ќе бидете отстранети од работилницата. Секако за сите предлози, забелешки и слично пишете ни на phv.redcross.org.mk и секако тука се евалуациите на крајот од секоја работилница, кои што се од огромна важност за зголемување на квалитетот на предавањата. Сега би кажала збор 2 околу програмата ПХВ, односно ЦК ПХВ, Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, е проект кој со години континуирано се имплементира во нашата земја од страна на Црвениот крст на град Скопје, кој е назначен за имплементатор од страна на Црвениот крст на Република Македонија. Пред се главна цел на ЦК ПХВ е инволвирање на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаемно разбирање, толеранција и култура на диалог. Под целите на програмата се создавање на дисеминацијски модел за работа со младите, промоција на култура на диалог, хуманитарни акции, регрутирање на нови волонтери во Црвениот крст преку промоција на хумани вредности и промовирање на културата како систем од вредности. И сега, пред да се случи COVID пандемијата, се одржува еднодневни обуки на почетокот од проектниот циклус во секоја општинска организација на Црвениот крст, и преку тие обуки младите стекнуваа способности и вештини за да може натаму да ги имплементираат истите во пракса. После секоја обука тие работеа на мали проекти наменети за заедницата на најразлични теми. Но сето ова се смени поради моменталната ситуација и потребата за адаптирање кон начин на работа кој што е безбеден пред се за сите учесници. Така што оваа година се планирани 40 онлайн работилници, предводени од 24 ментори, кои што се одржуваат секој четврток во 20 часот. Денес е 24 јуни и се одржува 22-та работилница на тема партнерски односи на ниво на млади. Доколку може само следното облаче. Уште едно. Дел од темите кои што се офатени во овие работилници се вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, човечки импакт врз животната средина, комуникација, социјални медиуми и така натаму. Како што спомнав, овие работилници се снимаат и доколку ги пропуштите денес, можете да ги следите и онлайн на YouTube каналот на ЦК ПХВ. Може да преминеме на следниот слайд. Во денешната работилница ќе имаме огромна чест да ја слушнеме нашата денешна инструкторка, Валдете Адили,
која што верувам на многумина ви е позната од претходната работилница на темата за анксиозност. Таа е долгогодишен волонтер во Црвен крст Кичево, дисеминатор и инструктор во ПХВ програмите. По професија е училишен психолог, лиценциран гешталт психотерапевт, магистер по психологија и тоа во областа на креативност и гешталт терапевт за парови. Па добре да не должам, добре дојде Валдета, повели продолжи понатаму и чест ми е што имав можност да те најавам денеска. Фала, Александра. Мило ми е што баш ти ме најави. Претходната работилница јас не ја следев и жал ми што не ја следев од некои други причини и бев многу љубопитна да видам кој ќе ме најави и навистина ми беше драго дека си ти, дека си беше со нас, неколку работилци дека не следеше и дека беше активна на секој од нив. Нормално дека Алекс некако ги препознава луѓето, дава можност на сите и мило ми дека беше видена за тоа што си и еве и сега баш имаше шанса и другите да те запознаат од тоа кратко време што беше презентер. Океј, фала ви на сите, здраво од мене. Се надевам дека не ви е многу жешко и дека ќе најдете доволно кондиција и концентрација да следите. Добре дојдовте на 22-та работилница, предпоследна мислам дека за овој блок. После мене ќе биде уште една интересна работилница, ќе ја најавам покасно. Јас многу ја сакав ова работилница, со Тиев се пријавив, и многу има фантази како се ова ќе оди, али малце денеска одев така, знаете дека ја имам бебе и дека бебињата може не најдено да не се мирни како што се стално и дека барат нивното внимание целосно. Така да јас сега седам тука и многу сум среќна дека не се откажав, пошто можеше и да не биде во еден момент, али еве. Терапија за парови, интересна тема, некои луѓе вака оддалеку ја сакат многу, али немат сите храброст да и се доближат. Значи многу се збори за оваа тема, интимно се збори во куп на пријатели, но не секој е спремен да гледа во тоа. Постои, ако терапија индивидуална е табу, за пар уште поголем табу е. Така да јас се надевав на мала група денеска, на интимна група, на луѓе кои навистина се храбри да погледат малце во ова релација. Мухамед ги менува слайдовите, мислам дека почнуваме со очекувања. Така ли? Можете да слободно да пишете кои се ваши очекувања, што сакате, што очекувате дека ќе дознаете, научите, споделите овие минути што ќе бидеме заедно како и секој четврток. Можете да кажете, да пишете, така одеше. Да уживаме во темата. Финти за успех во пар. Како полесно да комуницираме со нашите соработници, да понимаме предизвици. Тимска соработка, фала. Што е здрава љубовна врска? Супер, ќе спомнеме. Најчести проблеми во однос на во рамките на паровите. Дали луѓето околу влијаат врз врската? Да, за тоа ќе збориме, да. Клучни компоненти на успешна врска ќе збориме, Михаела, да.
Како да се оправам токсична врска? Да видиме до кое токсично ниво се збори, за каква токсичност се збори. Кога треба да се побара помош? Okay. Добро. Океј, добро. Ако има уште нешто, амбициозни очекувања за луѓе кои следеле константно обуки, веќе нели нешто стално нешто ново барат. Зошто толку тешко да се препознае деструктивно однесување? Океј. Добро. Дали би заокружиле како да се засакаме себе си повеќе од тоа што сакаме партнерот, да избегнеме? Ваља, не знам дали гледаш кој крева рака, дали го пратиш тоа или сакаш да ти помогнам во тој дел? Би сакала, Алекс, Да. само гледам raise hand, али не гледам, например, кој Добро. Еве Океј. јас ќе ти помагам во тој дел, не се грижи. Океј, фала. Викторија Зафировска крена рака. Океј. Па јас сакам да дознам од оваа работилница како треба да функционира една партнерска заедница, во кој правец треба да оди и како да не дојде до проблеми. Океј. Фала, Викторија. Ѓоко, raise the hand. Јас сакам да дознам што е она што не прави поуспешни во една врска. Фала, Ѓоко. Мухамед запиша сигурно. Успешна врска. Океј. Океј. Доста очекувања. Видиш, бајди шарената табела. Дали има уште нешто? Дали ова е тото? Океј. Добро, веќе знаете, учесниците доаѓаат со очекувања, инструкторите доаѓаат со цели. Така да, еве, значи јас, имајќи ги преди вашите очекувања, јас планирам оваа работилница, ова наше заедно видување, да го насочам и да го водам во овој правец, да сите ние некако гледаме во себе, да освестиме некои начини на тоа како се врзуваме, значи што не води, би зборувала за тој дел како се врзуваме, кои се фази и предизвици на партнерството и зошто терапија на парови. Така да, јас ќе искористам овој простор да донесам теории малце научно како ова, значи како се врзуваме, дека тоа не е случаен избор, дека да видиме што стои, мада што и да изгледа дека тоа е случајно било така, да видиме што стои у позадина, значи кои шеми ги носиме, кои модели ги носиме од почетокот на нашиот живот. Сега не би била ова работилница од психотерапија ако не погледнеме малце во себе. И еве веднаш почнуваме со тоа што јас ќе ви давам малку време. Следен слайд Мухамед ќе го открие. Неколку секунди, една минутка, не многу длабоко. Само да бидете со вас, значи да влеземе малце во тема, да не збориме негдека за нешто што нас не ни е познато, него да се поврзаме, да ја контактираме малце оваа тема. Земете си малце време за вас и насртајте, дали цртеж, илустрација, некоја символика, било што би ја представил вашата моментална врска. Пошто ние овие работилници ги правиме за повеќе млади учествуваат, така да кој во која врска е, некој ако е во брак, некој ако е верен, во тоа што смета дека е негова романтична врска, кај што има
инвестирање на време, на љубов, на емоции, на све. Значи, малце да земе време и слободно да се води од моментот да нацрта нешто што го презентира, што ја презентира таа врска. Знаете, во вакви сетинзи не ви може да одиме многу длабоко, само малце да контактираме оваа тема, да ја допреме, за да ни биде и важна понатака што слушаме. Јас се извинувам што ве прекинувам, сакав да прашам, дали може да биде цртежот поврзан со врска со членовите во семејството, како се однесуваме, или тоа е стриктно за љубовни врски? Само за пар, Михаела. Ова тема за парови, значи за романтична, за љубовна врска. Али прашањето ти е убаво и ние од таму и ќе почнеме, значи нема да го отстраниме тој дел на семејствата. И онака малце некој да кажам во глобални црти нешто што ви представува ваш пар овој момент, вашата врска и погледнете го малце цртежот и дајте му име. Видите на што личи. Малце видите која што динамика, какви фигури, али тоа е за вас. Значи не споделуваме, тоа е нешто за вас. Тоа останува во вас. Само е овај начин како да се артикулира, малце да се проектира што е тоа во вас. Кога би работеле лайв со помала група, ја би ги зела вашите цртежи без име и би побарала некој друг да даде име на вашиот цртеж. Да имате шанса да видите како тоа на другите им изгледа. Океј, тој дел го немаме, имаме само овој дел. Наш цртеж, наше име, наша врска. Океј. Фала. Мухамед, одиме понатака, што е пар? Еве, Михаела, значи ова работилница е за пар, за парови, дефиниција за пар, да кажам, или опис за пар во рамките на ова работилница ќе се користи, значи двајца индивидуи кои се во брак, кои се верени или се во друга романтична или интимна релација. Се двајца. Не зборуваме за нивна сексуална определеност, него зборуваме за квалитет на врска. Значи, и кога зборувам за парови, зборувам за двајца луѓе кои се или во формална врска, или кои се во афективна, во емоционална, романтична, интимна релација. Океј? Следен слайд. Ѓоко, raise the hand. Или погрешка? Не. Професорка, јас сакав да ве прашам, а што правиме, знаеме дека има врски од исти пол. Што правиме со тие луѓе? Треба да ги осудуваме, ја мислам дека не треба да ги осудуваме. Не правиме ништо, Ѓоко, ова се однесува и на нив, ја и тоа го кажав, значи зборуваме за двајца индивидуи без разлика на нивниот пол и сексуална определеност. Така да не правиме ништо. И прифаќаме луѓе, им даваме исто така обука да видат како им функционира релацијата. Такви какви што се, нели? Да. Фала, Ѓоко. Одиме понатака. Мухамед, следен слайд. Значи, зборуваме за релација помеѓу двајца индивидуи која е афективна, која е љубовна, и треба да е здрава. За да биде здрава врска, значи има некои одлики кои ја карактеризираат здравата врска. Пред се здравата врска помеѓу луѓето, индивидуите е функционална, значи тоа е функционалност, таа е прва. Мада не се рангирани, да ти кажам, него онака требаше некоја да биде прва, нели? Функционалност, способност за решавање на проблеми. Во здравата врска има секогаш простор да партнерите се само актуализираат, значи да нешто ново константно учат, креират. Автентична, значи секоја врска е автентична, има интимност, има флексибилни граници, значи не се ригидни границите на двајцата партнери, него оние се флексибилни. Има активно слушање,
има адаптација, еднаквост, многу важна одлика на здрава врска, рамноправна поделба на моќ, исто така многу битна, флексибилни граници, толеранција на конфликти. Кога зборувам за толеранција на конфликти, зборувам за тоа да во нашата врска, било тоа да е брак, љубов, не знам, веридба или романтична врска, дека партнерите треба да имат некоја толеранција да се појават конфликти, да не се работите стишени, да некој не треба да пројави нешто што мисли дека не му одговара на другиот. Значи, во здрава врска имаме толеранција и да се појават конфликти и преку нив да растеме. И нормално, на крај, приврзаност и сепарација. Значи, во секоја врска која е здрава, потреба за поврзаност и потреба за сепарација мора да постои. Значи, да биде здрава, да не бидеме заглавени, не треба да сме лепливи и залепени и да не и само во тоа да гледаме, него да бидеме во ситуација да се поврземе со нашиот партнер, но и во моменти да знаеме и да се повлекуваме, да се сепарираме од некоја тема, негова, наша, и да даваме време за себе. Значи, парот има своја динамика, има свој ритам, кај што ние се поврзуваме, но има моменти и кога ние се сепарираме. Станува збор за ситуација на сепарација, за моментална, кај што нас ни треба да асимилираме нешто, да видиме во нас и да видиме што сме добиле, нели? Како што исто кога јадеме, се повлекуваме да тоа оди понатака во нашето тело, или кога денот дете го завршуваме, се сепарираме на крај да спиеме и да одново се среќаваме утре. Значи, во врската, приврзаност и сепарација треба да се двете активни, пошто сепарација возможува нов циклус одново да се започне. Како да ги добиеме овие здрави врски? Како да најдеме, како да гаиме човек кој знае да е функционален, да е автентичен, да може да креира интимност, да слуша, да се адаптира, да не третира еднакво, да толерира конфликти. Значи, за да дојдеме до ова, треба, значи, партнерите да ги имат овие особини, да ги семејството да ги храни, средината да ги храни, да ги цени овие квалитети. Психолозите не би биле психолози ако не почнуваат, нели, од ран период на развој. Во нашето друштво тоа е неговата и шега, али нас не се допаѓа да се вратиме константно во тој период и да видиме како све почнало. Еве како све почнува. Тие единки кои се... Остави Муамет малце да видиме таа слика. Имам потреба уште малце да седи. Еве. Тоа дете треба да е... Тоа дете ќе биде партнер. Видите како е фатен за животот. И да што добиваме, значи све во тој некој допир, во нешто како нас, некој не чека, не зема, не третира, не гаи, не гали, како е некој со нас. Тоа почнува многу рано, за да ние во покасни години да бидеме во ситуација да можеме да се поврзуваме и да даваме тоа што е во нас, ни треба да сме тоа искусиле многу рано, да некој бил со нас и да дал можност ние да се развиеме. Здрава единка почнува од почеток на животот, од многу ран развој. Мислам дека Мухамед збореше за парадигми на психологија, мислам дека спомна за атачмент, таа е една теорија многу добра, која стално и се враќаме, дека од тука почнуваме ние да се развиеме и ќе правиме некој концепт, некој имидж, некоја слика каков е животот, какви се луѓето околу нас, во однос од искуство како нашата прва релација мајката била тука со нас. Следен слайд, мислам дека и ова беше презентирано, ако не се лажам, дека беше експериментот на Харлов, како, дали може да смениме слайдот? Ете, ова е многу, да кажам, битен експеримент, каде што мајмунчето, иако седи кај една од, да кажам, мајките која е жичана и кај неја може да пие и да цица, сепак најголемото време го поминува тамо кај што му е топло, тамо, пошто другото е со крзно. И Харло кажал дека
потребата за блискост, за топлина е најбитна, дека е тоа претходи на било што друго. Дека пред се треба да се чувствуваме прифатени и да сме ние некако поддржани во нашата екзистенција. Видете како тоа мало мајмунче малку цица таму и цело време поминува таму кај што му е топло, кај што се чувствува мирен и кај што се чувствува дека е прифатен во своја група, пошто другата кукла има крсно. Океј? Следниот слайд. Значи, има психолози кои се од развојна психологија, кои ги студирале овие работи и кои виделе дека постојат, значи, различни начини како ние се поврзуваме на почеток на живот. Нечем да ве гневам, има значи многу студии, има видеа, например, како оние правеле и тестирале која е афективното врзување со мајката и детето. И во тие експерименти ставене дете со мајка излегува, а во просторијата има и човек кој е непознат. И оние гледале, посматрале како реагира бебето кога мајката излегува од соба. Сега, врзано, значи, на начинот на како реагира бебето, уствари, оние виделе, Болби и Ейнсворт, паралелно виделе дека уствари постојат 4 типа на афективно врзување. Првото, или А типот, е несигурна избегнувачка врзаност. Тоа се ситуации кога, например, мајката излегувала, кога влегувала во просторијата, значи кога излегувала и влегувала, детето воопшто не реагирало. Што значи дека не постоило поврзување, дека мајка може да оди, да се врати и дека детето не го регистрира тоа. Значи до толку се неговите емоции игнорирани да он веќе не ги пројавува. Во експериментите на Болби и на Ейнсворт, 20% од децата, оние кои ги експериментирале, реагирале на овај начин. Во позадина сигурно имале некои мајки кои биле травматизирани, мајки кои не може да дават, кои не може да бидат присутни, или имало некоја одвоеност заради болест, без разлика. Али детето не регистрира кога мајка излегува и не регистрира кога мајка се враќа. Втората врзаност е сигурна, добра врзаност, а тоа е кога детето реагира кога мајка излегува, али кога влегува брзо се смирува. Значи, регистрира, оди, е вознемирен, се враќа, реагира позитивно, се смирува, значи лесно се смирува и он веднаш нели се прават пак контакт. 60% од децата спаѓаат во ова група. На добра, на сигурна, да кажам, афективна врзаност. Има и несигурна амбивалентна врзаност, каде што мајката излегувала, а при враќање детето не било јасно дали сака да е со неја. Значи, покажала знаци и дека сака да биде, али покажала знаци дека и ја одбива. Значи, за таа амбиваленција зборуваме, кога сакаме или не сакаме да бидеме во контакт со мајката. 10 до 15% од децата биле во ова група. И имаме на крај несигурна, дезориентирана врзаност, да кажам, модел, кај што детето реагира доста конфликтуозно кога се враќа мајката. Најчесто се овие некои злоставени деца кои кога се враќа мајката, дали симулираат нешто, паѓаат, се сопнуваат, почнуваат да се качуваат во зид. Значи, некои деца кои на вистина реагирале многу травматично кога мајката се вратила. И обично овие се некои, да кажам, злоставени деца, по било кој некој основ. Ние со ова продолжуваме, значи ние се раѓаме, некој е тука со нас, прва релација нашата мајка, според нашата релација, според искуството како сме со неја, ние градиме некои имиџи како ќе бидеме понатака, каков е светот. И секој од нас, во овој момент што кој не изборуваме, секој од нас има афективна поврзаност и спаѓа, може би не во некоја ова баш ваква, да кажам, А, Б, С, Д група, можда и некој има и мешани елементи, но секој од нас има афективна врзаност. Тоа е терен атачмент, позната, мислам дека е многу лесно, кој интересира може да ја најде и да види колку е битна таа врска со родителот на почеток на нашиот живот. Понатака, Менти.
Значи, сега, тие типови во партнерство, значи, во нив останува тој модел како оние прават, како не се поврзуваат со луѓето. Според таа некоја шема која искусиле многу рано. Значи, имаме сигурни, кои се чувствуваат сигурни во поврзувањето, што оние викаат на себе, значи, што има во нив? Јас сум вреден за љубов, кажува тој што е сигурен. Луѓето се приемчиви, луѓето се позитивни. Пријатно ми е кога сум блиско со другите. Имам доверба, знам да давам и да примам почит. Кажува едниот тип кој е сигурен. Преокупирани, значи следниот тип е преокупирани луѓе, значи кои прават преокупиран модел на поврзаност, како сега зборувам како возрастни овие луѓе. Јас не сум вреден за љубов, ама другите се добри. Јас вредам единствено ако другите ме прифаќат. Ова е еден модел на поврзаност. Како возрастни имаме тип кој е одбегнувачки тип. Ова се мери со тест, али вечева немаме време за тоа. Али ова се со ајтеми со прашања се добива вакви типови скали. Јас сум вреден за љубов, ама другите ме одбегнуваат. Вика едниот тип. Што прави уствари? Со одбегнување на блиски релации, он се штити од разочарување и така останува сам и независен. Имаме четврт модел кој ги карактеризираме како плашливи. Он кажува, ни ја не сум вреден, а ни другите не се вредни тога да се проба. Со избегнување на контакт, јас се штитам од отфрленост. Значи, овие луѓе, отфрленоста е нешто што не можат да го приуштат веќе, пошто тоа е некоја нивна стара, да кажам, тема. Океј, дали сме јасни до тука? Океј, гледам кимање глава, така да продолжуваме понатаму. Само ова, значи, да правиме мала разлика, значи вака, што одржуваме ние од тоа афективно врзување помеѓу мајка и дете? Што станува кога сме ние возрастни? Значи, интензивна ориентација кон некој, од таму ја земаме, таму ја учиме. Трагање по блискост, вознемиреност при сепарација и жалење при загуба. Значи, ние жалиме ако некој како возрастни губиме некој кој нас не е близо. Но, додаваме што? Интимност и грижата еден за друг е реципрочна. Како се вика, еднаква, значи и партнерите се грижат подеднакво. Не е како во случај мајка со дете, пошто мајката се грижи за детето, него тука имаме плюс интимност, имаме грижа која уствари е која оди both ways на двата правци. Понатака Мухамед, пошто сакавме малце да остане ова тема во однос на младите, во адолесенција првите наши врски и партнерства најмногу личат на нашите афективни врзувања. Пошто тука многу е свеж моделот. Нели, на начинот на кој сме ние биле поврзани со мајката, тој во адолесенција најмногу е активен тој модел. Нели, после тоа нели ние се учиме, се образуваме, се развиваме и нешто наше развиваме, нешто напуштаме, али во адолесенција многу може да се види моделот како го пренесуваме by the book, како што сме го научиле како деца. След моменти, да не испуштиме нешто, имаме доста работа. Фази на партнерство, значи партнерството како такво има своји развојни фази кои одат една после друга. Првото се вика помеѓу два семејства, тоа е кога уште сме дома, кај нашите, али веќе, значи тоа се вика помеѓу два семејства. Ние се среќаваме на некое друго место, али не во наше семејство. Градење на партнерски односи, кога веќе сме заедно, семејство со мали деца, семејство со адолесенти прави разлика, дали со мали деца, дали со адолесенти. Постродителско семејство или како празно гнездо се познава тоа и семејство во стара доба. Јас, пошто ова презентација ја спремав за млади и сакавме да дадеме предност на таа група, јас избрав да зборам за првото, значи кога сме помеѓу два семејства, пошто претпоставував дека повеќето луѓе се во таа фаза на нивните врски. Океј, да видиме што има предизвици тука. Енти следен слайд. Следен слайд. Значи, за да се развие ова фаза, да биде да ние одиме убаво во ова фаза. Што ствари треба да правиме?
диференцирање на нашиот селф од примарното семејство. Многу тежок процес. Значи, да застанеме пред некој со нашето семејство во позадина, во смисла да сме земале нивни вредности, нешто наше сме развиле, но ние креираме сосема нешто ново. Значи, диференцирање на нашиот селф од примарното семејство. Воспоставување на функционални граници со примарно семејство. Значи, не ги исклучуваме, бираме што земаме од нив, но имаме граница од нашето примарно семејство, значи мајка, татко, брат, сестра, тоа што се рачуна како примарно семејство. Развиваме интимност во оваа фаза и развиваме нашиот селф преку остварување на сопствениот потенцијал, кој е најчесто професионален, да кажам, нели, ова во возраст кога ние учиме, се образуваме и нели инвестираме во нашиот интелект. Значи, ова фаза од нас бара, за да биде успешна да ја живееме, да одиме добро кон ова фаза, овие се некои, да кажам, работи, квалитети кои треба да ги постигнеме. Значи, диференцирање од примарно семејство, од тука почнува. Ако не се завршува во овој дел, знае да се испреплетува кога сме во брак, нели млад пар, да се испреплетува кога сме со деца, значи некоја фаза која не е надмината, не е разработена како што треба на почеток, знае да се некако да влезе после во другите фази кои уствари може да види дека парот веќе има деца, а уште некои теми се од почеток на врската не надминати, не видени, не препознаени. Океј, жал ми е што на младиците не можам сега да им објаснам во какви фази нивните родители поминуваат со нив и на нив не им е лесно, али во други прилики би збореле како се родителите со деца адолесценти и деца пред напуштање на куќата. Океј, одиме следен слайд. Океј, значи почнуваме со занес, почнуваме со проекција, почнуваме со фантазија, почнуваме со окупираност со некој човек, почнуваме со идеализација. Све тоа е потребно за да ние се сретнеме да бидеме со некој. Али љубовта од занес до зрела љубов е еден процес кој почнува со занес и ако бидеме тука да видиме што се случува, какви сме ние, се зборува за квалитет, какви сме ние во врска да достигнеме до таа која се нарекува зрела љубов. Ајде да видиме како почнуваме, кога сме се запознаваме со некој. Енти следен слайд. Првата фаза на партнерство е конфлуентност. Тоа е некоја бивање заедно. Конфлуентно кога сме ние залепени, да кажам. Конфлуентност е тоа. Како што е мајката и детето, како нели, оние мајка и дете кога ги прашува мајките со дете како сте, значи мајка кажува растеме, јадеме, спиеме, нели. И во партнерство тоа го има на почеток. Значи, оние се конфлуентни, не се знае чија е таа една потреба, дали е моја, дали на мојот партнер, а не е ни битно. Битно нас ни е убаво, битно ние сме заедно во нешто. Значи, ние имаме тотална идеализација на партнерот. Дека он е најдобар, дека он нас, значи, нашиот партнер без разлика дали е машко, женско, испол, нема разлика, значи во овој дел ние проектираме најдобри нешта во него. Значи, он е тука да нас не прифати, да не спаси дури, он е тука за да животот почнува поинаку, да све биде приказна, да све биде бајка, да све биде сон. Во време на конфлуенција многу е активна илузијата дека преку партнерот уствари што е тоа? Ние сакаме да дојдеме до нешто наше кое не е развиено и од кое нешто ние некогаш морале да сме се откажале. Али што се случува? Имаме пред нас партнер кој тоа ќе ни го даде назад, ќе ни врати што сме изгубиле шанси, све. Значи он е тука да помогне да ние развиеме нешто што некогаш сме се откажале. Тоа е некоја илузија која многу голема, а и мора да биде. Значи, ова е, како да кажам, легитимна илузија. Одамна прочитав, негде пишуваше дека љубовта уствари е некоја
како да кажам, стапица која ни го прават гените да се размножуваат. Не знам дали тоа. Не знам сега ако споделиш со него. Тој занес нас ни е потребен за да влеземе во оваа конфлуентност. И во овој момент е супер, така треба да биде. Значи, ние сме обседнати со нашиот партнер. Он со нас, ние со него. Значи, личи на таа конфлуентност кога сме тие тука залепени за собствениот родител на почеток на животот. Добро, нашиот партнер е најдобар. Што следи понатака? Кога таа фаза на конфлуентност веќе ќе се исцрпи и ние уствари, кога тој занес ќе почне малце да бледне, уствари што гледаме ние? Гледаме дека ние сме малце поразлични еден со друг, дека не ни се јаде баш во исто време, дека не сакаме баш исти работи, дека и другиот не е тука стално секогаш да не снабди со тоа што нас ни треба. Али таа фаза на конфлуентност мора да помине, пошто ако остане човек во таа фаза на конфлуентност, во тој занес, не би бил функционален. Љупчо, не знам колку би живеел он така, без апетити, без јасни граници. Значи, тој треба да заврши тој занес за да дојдеме на ова, да уствари полека сфатиме дека ние може да имаме конфликти со нашиот партнер, дека имаме ригидни граници, дека уствари не оди така све глатко, дека може другиот кај нас да предизвикува некоја вознемиреност, дека може да не повреди, дека не се активира некоја партнер наша. И уствари што гледаме? Дека нашиот однос е значи внатре имаме некои теми кои уствари не биле поврзани со партнерот, него ние сме ги носеле од нас, некои наши стари теми, незавршени, наши работи, наши конфликти, ние уствари сме ги влечеле од позади и се тука сме ги донеле пред партнерот и бараме од него да ни помогне да ги решиме. Многу често врските заглавуваат тука, и тука уствари во овој момент доаѓаат најчесто парови на терапија. Пошто он беше добар, сега не е, таа беше добра, сега не е, она сега веќе не дава време, нема веќе сила исто, значи и сега некои партнери го поминуваат овие, некои партнери прекинуваат тука, некои партнери го поминуваат тука на свој креативен начин, не знам како, некои решава да има деца, некои одат следна фаза. Добра фаза. Која е следна фаза? Пред да одиме на следна фаза, ајде да видиме, доаѓат на терапија, како изгледа тој пар? 3 минути видео, само just to feel it и да видите како звучи тој пар. I'm so glad you guys decided to come back to therapy. I think this can be extremely transformative. I definitely didn't decide to come here. Why are you even saying that? Why do you have to be so negative all the time? The only thing that needs to transform here is kids, and every time it's the exact same response. What about me? You don't think I work hard? Being married to you is a full-time job! All right, great start. Why don't we try speaking individually? Here we go. First of all, he does the exact same thing every day. Not true. He sits on the couch literally for hours. Not true. He watches soccer game after soccer game after soccer game. Not true. And he drinks tequila and beer all day. That's a little bit true. It sounds like you're frustrated by Diego's lack of motivation. Definitely. Diego, how does that make you feel? Not very motivated. Plus, I do everything around the house. Not true. I cook all the food. Not true. I clean the entire house by myself. Not true. I pull him into bed when he's too drunk to move. Yeah, that's a little bit true. Would you say he has a drinking problem? Oh, relax. I don't have a drinking problem, lady. Okay? I just drink a lot, and sometimes it's a problem. Yes, he does. Diego, what would you say is the biggest disconnect with Bonita? Here we go. You know, like when you're outside and there's like a little mosquito that's flying around your ear, and it's like super annoying, and you hear it in your ear, and you slap it away, and then it comes back, and then you slap it again, and then it comes back again, and finally you kill it, right? But then like it somehow survives and it comes back again. It's a super annoying sound in your ear all the time. You know what I mean? Yes. Yeah, that's my wife. See what I have to deal with? Let's try this. Face each other. Starting with you, Diego, I want you to look deep into your wife's eyes and tell her one thing that you absolutely love about her. There's nothing. Diego, please try. One thing I love about you, Benita, is that you go to the grocery store. Because it means she cares, right? No, because she's out of the house. Your turn, Benita. One thing I love about Diego
is that when I look at you, I feel better about myself. Because you love him, right? No, because he's pathetic. All right, clearly you have some deep-rooted issues that are ongoing. So let me ask you this. Why are you still married? The truth is, I know I'm not perfect. I know I can be lazy. And dismissive. And dismissive. And disrespectful. And disrespectful. And pathetic. Okay, we need to calm down. I'm trying to be nice here. Continue, Diego. My point is, even though I'm all of those things, you're my best friend, you know? Annoying or not, I can't imagine my life without you. I love you, Benita. Ay, Diego, that's what I've been wanting to hear. I'll do better, I promise. Benita, what do you need from Diego so that he does better? I need him to make more of an effort. I can do that. I need him not to be so lazy. I can do that. I need him to help me around the house. I can do that. And most of all, I need him to stop drinking. I want a divorce. Океј, парот има доста врева, значи, али на терапија тоа им се овозможува да оние имат простор кај да кажат тоа што имат. Не секогаш се слушаат, уствари многу ретко и многу малку се слушаат. Значи има моменти кога се слушаат и пак старите шеми се активираат. Со тоа што јас избрав ова видео да го гледате, пошто личен раст и развој, значи терапија поддржува личен раст и развој. Некој пат личен раст и развој може да биде и диворс, значи може да биде и разделба. Значи терапевтот не е некој кој ги држи луѓето, он не држи своји фантазии, он гледа што е најдобро за двајцата, кој е мислел да се развијат понатак. Океј, пошто некако веќе почна да ми звони времето дека немаме многу. Океј, видовте дека тоа уствари во оваа фаза на диференцијација тука се појавуваат конфликтите. Тука е најжестоко, значи, али што се прави ако они доаѓаат на терапија? Конфликтот се искористи, ќе се искористува значи од страна на терапевтот и да го види, да го донесе на нов начин, да го види како деструкција на нешто старо за да се креира нешто ново. Значи, ние конфликтот на терапија го користиме како шанса. Гледаме колку е тој витален. Зборуваме за конфликт ваков, конфликт кој уствари е обид да се среќаваат двајца луѓе кои уствари се внатре се многу повредени. Нели и Бенита и Диего. Мислам ако сакате да ги запознаете, има доста видео оние што уствари сакат од животот. Јас ова го одбрав пред терапевт. Значи, на терапија конфликтот се користи да се развие контакт, пошто и конфликт е контакт. И конфликтот е го гледаме како дел од развојниот процес. Не зборуваме за физички конфликт, значи зборуваме за обид да се среќаваме како луѓе, како лудско биче со пред некој. Одиме понатака. Значи, ако се останува да се разработи овој конфликт. Значи, во терапија имаме двајца луѓе, при што ние гледаме една динамика, но терапевтот работи поединечно со едниот или со другиот на своја саморегулација, али во присуство на партнерот. Значи, партнерот треба да... Целта на терапијата е да партнерот гледа низ што поминува другиот. Значи, нас ни треба, значи јас како пар ми треба да мојот партнер гледа низ што јас поминувам, како ми е. Тие моменти, видовте на мало слушање, ај, Диего, значи, тој малце краток момент на гледање. Колку многу ни треба да седиме и да се гледаме со некој. Не воопшто едноставно. Значи, ако го надминуваме конфликтот на терапија, терапевтот поддржува различност. Значи, на терапија се оди се гледа што е различно и тоа се поддржува. Значи, поддржуваме гледање во другиот, гледање во себе, значи што е мое, што сакам јас, што сака другиот, на кој начин моите потреби влијаат на другиот. И се обидуваме, значи на терапија, да било кој двајцата партнери сфаќаат дека ниту еден партнер не е тука наш спасител и дека и он исто така е ранлива особа. И дека и он исто така има собствени граници колку може да земе од нас. И на терапија се работи да се ние прифаќаме која е наша темна страна. Во смисла, како сме ние ранети, кои се некои наши теми, што ние носиме од нашето старо, да кажам, искуство и како го контаминираме нашата релација со нешто старо кое не е поврзано со нашиот партнер. Значи, нашиот партнер може, но не мора да ги, да кажам, да ги земе, да ги обработи, да е тука за нас, за сите можни теми. Се работи на тоа да се поддржи којата различност. Кога се работи овој момент, одиме на следниот момент,
значи фаза до зрела љубов, нели таму одиме. Зрела љубов кажува дека ние уствари работиме на интеграција. Им помагаме на партнерите поединечно да ги разработат своите незавршени теми и да можат, значи, да влезат во тоа ние, како јас и ти, и да не се чувствуваат загрозени од блискоста. Крај, значи, да се постигне љубов, да обстане, да почнуваме со занес и завршуваме со интеграција. Значи, на наши теми содржини, тоа што сме очекували од партнерот, да уствари видиме дека тоа е нешто наше и да јас и ти не го загрозуваат ние и не ја загрозуваат нашата блискост. Океј? Одиме понатаму. Уште малку, значи уште кратко. Што работиме кога работиме со парови? Сигурно ни треба добра теорија како тоа се прави. Имаме јасен договор со парот за физичка агресија, за правила и за цели на терапијата. Балансираме за внимание колку едниот, колку другиот. Не се водиме за содржината. Кога ја би станала пред Диего и Бенита, не знам што би фатила, нели? Кој крај, кој е во право? Али не гледаме во содржина. Гледаме во нивна динамика, гледаме во нивниот процес. Кој каков е, нели? Како тој што бара метафора на што личат. Тоа им го давам. Кога ве гледам вака, личите на ова, нели? Како вашиот цртеж на почеток што го правевте. Терапевтот или терапијата поддржува подигање на свест, поддржува саморегулација и поддржува да се признае тоа што е во тој момент. Значи, гледаме кој како е во тој момент. Значи, не одиме ни назад многу, ни напред, него поддржуваме во како ние ги гледаме во тука и сега двајцата партнери, како се оние денеска, како звучат, како носат темата, кој како влегувал, кој седнува, кој дава предност, кој е присутен, кој не, кој во што гледа. Океј? Мислам дека уште малце имаме следен слайд. Мохамед, ако си тука. Ова го видовме, може да се прескокне. Значи, во текот на терапијата ги имаме и двете, значи, моменти. Тоа е губење на себе си, значи афективни изливи без деструкција, личноста се води од незавршени теми, екстремни поларности, држење на стари шеми, значи партнерот колку што може се држи до стари шеми за да не превземе одговорност да се промени. Но исто така во позадина како терапевти ние гледаме дека постои, пошто се тука дојдени на терапија, треба да ја препознаеме каде е нивната потреба за саморегулација, каде е нивната потреба за блискост, за припаѓање, поврзаност и целовитост или целина. Така да, овие две, да кажам, енергии, останување во врска и потреба да се излезе од истата, тоа е константно е живо. Значи, и е потребно да некој пат одиме и тамо, и таа е динамиката на парот. И паровите не треба да имат очекување дека тоа треба да се смири. Ако се смири во едната насока или во другата, тоа значи дека имаме нешто фиксно, заглавено, имаме структура и тоа е, тогаш немаме контакт, немаме живост. Океј, следен слайд. Да, значи, тоа беше тоа што имав јас да кажам. Ова дилема да ви го оставам на вас, од некоја француска филозофија. Колку луѓе би се влюбиле доколку никогаш не би слушнале да се зборува за љубов? Не го дискутираме, само оставувам така. И последното, значи, во време на пандемија и пред тоа, јас следев некои обуки и видов дека во овие наши, да кажам, балкански простори се користеше, може да видиш следниот слайд, Мухамед, една скала, лесна скала, да ние процениме каде е нашата релација. Еве, јас ќе оставам тука, од 1 до 5 треба да се одговори. Овие се некои 10, да кажам, глобални, да кажам, црти на ова елементи на партнерството, на врските, од 1 до 5 да одговарате за себе. Имаме заеднички планови, никогаш немаме размислуване за прекин, тоа што сме различни разделува, како ги решаваме кавгите, дали се сослушаме, дали се ослонуваме еден на друг, дали сме задоволни од интимноста, дали сме загрижени дека ќе бидеме оставена, дали имаме заеднички интересирања и дали се чувствуваме сакани.
И еве ги, ако сакате да одговарате, еве тука и се одговорите скалата. Ускладен толерантен однос, умерен и нестабилен однос, ако имате само 10, да кажам. Дека тука би требало да се работи, да се види на каква релација останувате и како да ја подобриме и са тако остануваме во таа релација. Океј, ја немам друго. Овај пат бев многу остра, што ќе кажам, и не ќе, пошто за анксиозноста останавме долго и се виде некои проблеми при сепарација. Дека не можеме да се разделиме и баш. Океј, еве, отварам простор, како ви се гледа вас ова, што ја би објаснила ако нешто ме прашувате во било кој од слайдот, од ваши прашања, ваше, не знам, печатокот ова што го зборев, кај ова носи? Доколку е Мартин тука, тој преска креваше рака. Да, еве го Мартин повторно. Повели Мартин. Ајде Мартин. Таман сега читајќи ја самата скала, 100% се согласувам со сите мислења, со сите тврдења и мислења. Океј. Али за некој може, за четвртото може да се коментира, кавгите ги решаваме со разговор. Структурна треба да биде секојаш, за да не испаднат демек дома ако се расправаме со кавги, пример, да кршиме, све тоа конструктивно да се караме, да не, ама на смирен начин, тоа да биде интересен. За секоја врска така треба да функционира. Конструктивно карање. Да, али Мартин, да можеме тоа конструктивно да го правиме, значи многу е битно, еве тоа што го објаснував на почеток. Дали ние сме научени така да ги решаваме, дали ние сме биле поддржани да можеме во нас да гледаме што ни треба, дали нашите потреби биле игнорирани, па ние сме во константно во некоја агресија, во некоја наша, да кажам, отфрлени, па не знаеме, значи немаме, ампутирани сме некако да правиме вистински здрав контакт со некој друг. Неслучајно све, нели тоа го почнуваме со такво објаснување од рано афективно врзување. Исто така Мартин, пошто ја тоа не го вклучи во оваа презентација. Многу е битно Мартин, има многу интересна вежба. Значи, ако ние во еден момент еве водиме во некоја си фантазија и ве водам да вие како деца се враќате назад и гледате што пораки добивате од вашите родители како пар. И тоа е многу битно, кој модел, како сме ние, што сме виделе ние, што, како деца сме виделе, што е тоа пар, дали се тие луѓе кои се расправат, дали се некои кои се слушаат. Значи, тие модели, ја тој дел не го објасни во овој момент, али многу е битно, значи ние што носиме како пораки, што е љубов, дали љубов да жената трпи и без разлика на све она остане во брак. Или дали е љубов да стално некој вика и на тој начин да покажува интерес за нас, со тоа што не знам, цело време активен, цело време не гуши со нешто. Многу е битно и кои се шемите кои сме ги сретнале при наше растење. Така е, али обично некои деца не го доживеале тоа да ги гледат своите родители да се сакаат, да се почитуваат, еве, да се согласуваат еден на друг, еве, се земам пример јас, ако не е проблем, дека неве јас го доживеав тоа. Дека немало сека ние во една партнерска врска, немало ние, заедница, само имало мое и твое. За да се дојде до ние, тоа е или Мартин, па има конфлуентност и моментот кога сакаме да маце да се разделиме, тогаш тоа не е прифатливо, нели, дека мора стално што сака едно да сака и другиот, нели? Мартин, па да кажам, еве ние во овој век во кој живееме, сме сведоци на пример на трансформација на како покажуваме љубов, нели? И дека порано, нели, како тоа било дозволено, што на кој начин покажува љубов машкото, на кој нели жената покажува љубов, тие се некои модели, али во овој момент, на пример, еве во 2021 активни се и патриаркални форми, и модерни, и све со све не коегзистираме некако.
Битно е да ние го најдеме нашиот автентичен начин како ние правиме, развиваме и доживуваме блискост. А да, дека немаме многу што да видиме во нашите модели, има многу убави работи, а има и некои, например, кои се сега ние во терапијата ги викаме како интроекти, тоа се некои правила кои сме ги зеле како такви и сега можда ни прават проблем пошто не функционираат веќе. Океј, дали има некој друго прашање, коментар? Да, сакам да прашам нешто. Повели, Викторија. Велат дека можеби кога немаат децата добра заедница во врска со родителите и не им се покажале добро, некогаш покажуваат контра резултати, можеби тие се покажуваат после добро и не го прават тоа исто како нивните родители. Секако, Викторија, дека јас и го спомнав во еден момент дека ние кога сме мали следиме до адолесценција, но ние сме уствари една единка, Викторија е една третина, да кажам, ако можда и грешам со третините, но во нас има некои работи кои ние сме ги правеле сами и се наш избор. Значи не сме ние само жртви на едно нешто како било, него ние во животот сме правиле наши избори. Вклучително сме избрали да останеме во модел, стариот модел, а може да бираме и да го напуштиме тој модел. Али све терапија е процес на освестување, уствари, што е добро за нас, што треба да напуштаме и што треба да задржиме од тие модели кои сме ги живееле, кои сме ги виделе, кои сме ги сведочеле. Може да биде, Викторија, како не. Значи, секој од нас има право да прекине the chain, да го прекине тој модел стар, ако е, не знам, ако вклучува доминантност многу на моќ, ако вклучува патриархалност, ако вклучува агресија. Сите сме ние, секој од нас има своја шанса. Али многу е битно изборот кој го правиме и да земеме одговорност при тој избор. Али, Викторија, многу ако го препознаеме ние, тој модел дека е во нас, многу е битно да застанеме и да го работиме. Значи да се исчисти тоа од нас што останало како модел што сме го зеле во еден момент кога не сме биле силни да се бориме за нас. Да, кога сме веќе погрешиле со тоа. Да. И ние работиме цело време на тој однос, али моделите се тие, ние сме свесни или некој пат, еве Викторија, например, што ме потикна. Јас кога го учам син ми да пишува сега, знаете колку е живо внатре како мене ме учеле. Знаете колку треба да се борам да нешто од тоа не го повторам. Многу е лесно да се повтори, да се пренесе истото, пошто најлесно е познатото. И треба да се работи да оди во другиот правец. Затоа не сите луѓе сакаат терапија, пошто тоа е захтев, тоа значи треба да се застане и да се земе одговорност да се смени нешто. Кога ќе се препознае веќе. Али некои работи не се препознаваат, они само течат така една генерацијски и некој не застанал да ги промени. Така и во партнерство, например, еве ја денеска што сум амбициозна, како мојата амбициозност влијае во моето партнерство? Како мојот партнер уствари поддржува или не поддржува да јас седам тука со вас 1 сат, а при тоа има мало дете? Он може да каже не, јас неќам, ја не сметам дека требало да го направи, и тоа е фер да го каже. А јас треба да сум одговорна што сум избрала за мене, а при тоа да знам дека некој тоа не ме поддржува. Ваља, Џоко има кренато рака. Ајде, Џоко. Имаме 2 коментари после, 2 прашања на чет. Професорке, јас сакам 2 прашања да ве прашам. Дали кога е најдобро време партнерите да раскинат? Првото и второто е дали има врска од корист. Ова со врска од корист, Ѓоко, пред некој ден ја читав Ведрана Руда, она рече боле со корист него безкорисна. Али ова е шега, ќе ти одговорам на првото. Значи, треба да се остане или убаво да се остане во врска додека уствари има личен раст и развој во тоа. Значи, ако ние нема раст наш, пошто ние
Замислете некоја врска во која сте сега, таа треба да е толку широка, да кажам, толку флексибилна и креативна, да вас ве има внатре уште многу време кога вие ќе бидете сменети, ќе бидете, не знам, и повредени, и болни, и стари, со седа коса, и со бршки, и со све. Че треба да се остане во релација кај што константно е поттикнат нашиот личен раст и развој. Значи, пошто ние единката не престанува да расте. И врската треба тоа да го овозможи. Не знам дали одговорив, ако те сватев. Океј, ви благодарам, тоа е тоа. Албана прашала дали истата афекција важи и татко дете. Албана, зборуваме за мајка и дете, пошто мајка на почеток на животот е лице која снабдува со храна, со љубов и дека во првиот живот, во првата година на животот мајката е најбитна релација. И дека таткото доаѓа малку покасно. Мајка или кој да е caregiver? Дали е можно после раскинување на паровите на одреден период повторно да се вратат заедно? Може. Ако оние зеле некој време да работат на некои теми, да кажам, своји нешта и да се среќават како со тоа што надминале, интегрирале, сигурно дека да. Алекс, да дам тоа снети. Добро, Алекс, зборуваме за константен личен раст и развој. Океј, се враќаме ли на очекувања? Се враќаме. Менти, ајде ќе ми помогнеш да читам. Дали луѓето влијаат? Дали луѓето влијаат на врската? Океј. Кога да се побара помош, обично се бара помош кога почнуваат конфликтите, но кога веќе не е функционалност, нели? Тоа беше и првата наброена како здрава врска. Дали луѓето го влијаат во врската, да тоа кажавме и дека тоа на првата фаза помеѓу две семејства, нели, тие работи се држат на граници. Што е здрава љубовна врска? Мислам дека зборевме за тоа, токсична врска, свето тоа што не помага личен раст и развој во релацијата. Да уживаме во темата, не знам дали некој уживаше во темата, јас уживам темата и да вистина тука не читам како. Океј, што е здрава љубовна врска? Океј, тоа мислам дека зборевме. Како да се оправам од токсична врска, мислам дека спомнавме и за ова. Разговаравме исто како е успешна врска. Мислам дека некој, не знам, па јас мислам дека успеав да поминам лудо и незаборавно. Има финти за успех во пар, мислам дека ни кажа неколку, па не баш трикови, али трикови од работи од кои треба да се пазиме. Уживавме во темата, спомнавме клучни компоненти, може да им се навратиме секој момент преку видеото. Како да се засакаме себе си повеќе од што го сакаме партнерот и да избегнеме да бидеме повредени. Не знам за ова што можеш да кажеш. Можем да кажам дека уствари тоа терапија на парови поддржува, значи само регулација, себе љубов и само тогаш кога ние ќе можеме тоа да го себе си да се снабдеме со тоа, можеме да бидеме во контакт со некој друг. Се друго е конфлуенција или е почеток на некоја релација, али касно или рано тоа треба да се повлече и ние да имаме во нас, да видиме тоа што е во нас. Каде треба да оди врската? Спомнавме зрела врска, спомнавме исто така како полесно да комуницираме и колку е важна комуникацијата. И спомнавме дека во која фаза најчесто се бара помош и кога може би треба да се побара помош. Јас би рекол во секоја фаза може да се побара помош и за тоа треба многу храброст. Така да мислам дека сите ги поминавме очекувањата, многу големи очекувања, многу се бараше од тебе, така да јас мислам дека исполни се. Ти останува уште ова последно делче, па да ја завршиш твојата презентација. Секунда. Пошто сакам да ја најавам љуци, а нема време да го земам ова. Значи, следниот четврток ќе имате шанса да се дружите со Јоци.
многу креативна и инспиративна личност. Овие веќе ги знаете дека е медицински лаборант, не шеташе минатиот пат по нејзината лабораторија. Али таа ќе работи, ќе биде тука со вас да ви каже како се прават цвети, нелиоци. Еве ја држам една креативна креација од јоци. Тука е во мојата соба 6 години, уште убаво мириса. Пишува среќа е да се биде мајка на Уикан. Јоци ми го подари ова кога добив бебе. И сакам да уживате и вие и со незината креативност, со незината оригиналност. Така да, бидете тука следниот четврток. Да се шетаме малце низ бои, низ мириси. Јоци тоа многу со синестезија ќе го постигне. Јоци едва и чекам да бидам со тебе на тој начин и фала ти што баш ова тема ја избра. Ја мислам дека вторите теми некако баш ги направивме да се малце по-лични. Фала, Вала, за прекрасната најава. Едва и чекам да се дружиме следниот четврток и секако ќе има некој изненадување. Ќе има. Океј, добро, ако све поминавме, еве, ја би се повлекувала тука. Многу е битно да се повлекуваме со прашалник, така беше, одговараме, така се закружува овај крајот и да се полека видиме што сме добили од това. Наше бидење заедно. Ваља, ти благодарам многу. Мислам дека беше навистина корисна оваа работилница. Не само младиве, сметам дека и за нас повозрастните имаше дошта нешто што можеше да се научи. Некои работи се повторија, некои работи повторно ни се научарите што ги носиме некако се разбистрија и она што беа како корисни совети би било добро ако секој нас ги користи во секојдневието со нашите партнери. На многу интересен начин го представи сето ова, иако многу тешки теми некако со леснотија ни ги донесе. Така да ти благодарам многу за